Со ништата се може би вистинската смисла на животот. Колку што повеќе се оди нанапред, со ништата се губат, преовладува таа груба стварност. И колку помалку со ништа, колку појака груба стварност, толку животот станува погорчлив. Да се средам и да го имам оној живот што го посакувам, една хармонија, една смиреност, да градам една фамилија. Не се занесувам со никој кој зна какви работи, едноставно сакам така кукичка. Да имам човек до мене, дечиња, да идам на работа, еден убав живот. Љубовта, тоа е еден голем збор кој што многу кажува, а не може да се најдат прави зборови да се дефинира љубовта. Ја мислам дека подобро е љубовта да се почувствува, него ли да се коментира за љубовта. Со ништата кои што некогаш биле сонувани, јасно е дека со тек на времето се трансформираат во нешто друго. Сонот се претворил во нешто друго. Манекинката во моите соништа никогаш не бев јас. Тоа требаше да биде нешто друго, меѓутоа животот си има некои своји патишта. Едноставно, колку што повеќе старам, сеќам дека може само да се каже така требало да биде. Виж. На светот е љубов. Кога навлегов во целата таа работа, воопшто не знаев, само едноставно се поведував по чувствата. Знаев дека тоа е нешто близко на она што го сакам многу. Одеше се некако спонтано и едноставно чувствував и чувството ме водеше во моите однесувања, во сите тие води. Знаев како не треба да бидам и знаев како треба да бидам. Воопшто не бев убедена дека треба да бидам манекен, меѓутоа излезе дека ете така, дека има некои предиспозиции за тоа. Мислам, таа подготовка, тој сон околу модата се трансформираше во манекен. Ја мислам дека без љубов не може да се живее. Секогаш малце ќе се напиеме и од некој пилин, кој помала или поголема доза.
животот е тоа, не може никогаш да биде онака се подмачкано. Нормално ќе се најде и на некоја буцка што ќе се буцнеме добро, па потоа ќе продолжиме. Така, јас сепак стојам дека тоа е една борба која мораме да бидеме внимателни пред се и истрајни на она што го сакаме. Често ми се случува некој да ме праша дали јас мислам дека сум убава. Јас стварно воопшто ништо не мислам. Па еден од моите омилени филмови кои што датираат некаде од подоцнешните години, односно од периодот на моето детство, е филмот Имитација на животот, што значи дека сум го запамтила насловот по тоа што делувал на мене емотивно. Бидејќи во него постои една љубов, голема љубов на родителот спрема своето дете, која што љубов детето не знае да ја врати, а кога го губи својот родител, ја чувствува таа голема загуба. Мислам дека на некој начин во самиот филм, што го сакам овој филм се разбира, зборува за мене дека сум еден вид на емотивна личност, што знае да чувствува, да сака, да осеќа и да се учествува на тугите таги или пак несреќи, што знае да помогне некому.
Дай малку салку, дай. Работи поврх. Ајде. Добре. Ја е набере. На некој ќе ти е гречка паца сакам. Да, од тоа, одлично. Добро. Ајде. Венчево се поводи, да ви кажем, а убаво е. За фотографија многу убаво изгледа. Имам пред некоја година. Сенките се некако многу доминираат оние Каде беше? бледи оваа и слика овде има какви големи се. контрасти. Гледаш како е лицето овдека. И после манекенките не биле убави. Па стварно што? Филтрите, Наташа, затоа што гледаш овде иде на Овде сум- жолто, овде тоа на после кога ги црвено. ваделе, али види овде колку сум светла, овдека не е убаво поставено светлото, не. Па светлото е најважно за една фотографија, не Тоа пробај да се замисли. Од манекенот се бара само да добро изгледа, да биде свеж и да го презентира моделот нели навидум, затоа што суштински се мисли се завршува тука, суштина никаква не е потребна. Меѓутоа, јас длабоко стојам врз тоа дека не може да се биде, не може да се има само форма без суштина, дека ниеден добар манекен пред се во светот, затоа што кај нас нема никаква верификација за тоа за добар манекен, или може би се лажам. Ќе кажам дека ниеден добар манекен во светот нема суштина, не е без суштина. Дека хармонијата меѓу она што е внатре и она што е однадвор мора да постои. Тука што го работиме на балканска почва и нормално дека има траги во нашата професија овдека и за жал таа е на некој начин, можам да кажам, и осакатена, не е онака во онаа форма како што треба да биде. Балканот си е Балкан, со себе си носи своји позитивни и негативни работи и така да и оваа професија не е неизлечена од тоа.
балканската манекенка ја прави народот. А таа не е балканска, верувајте. Таа тежне и трасира некој пат кон западот. А условите во кои што живееме и кои што ни пружаат работа, тоа го кочат. Daniela! Kaj je Daniela? Pa nema druga Daniela. Daniela! Ajde bez laki. Što? Сега е каторката да ја дигнам. После се леведите. Не, да, не. Ти прв. Животот едноставно не е проба, се случува веднаш и нема назад враќање. Сокраtka koza, laka litkana. Slavička vodiča. Знаеш што е? Иднината се уште не е дефинирана, што може би ми е најболно во моментот. Со некоја поголема нега на самиот себе, па се надевам дека уште неколку години би можела да се јавувам на модните писти.
Сака македонска телевизија.